Почитувани се вративте од Руската Федерација и ја израдувавте македонската и белешката јавност со една престижна награда. Можете ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа? Да, мислам навистина една радосна вест и едно убаво случување за белешки театри, за македонските театри. И тоа што оваа година бевме на фестивалот, на меѓународен фестивал Руска класика во Лобно, во Москва, каде што освоивме две награди. Тоа е едната награда е за актерско стварување со тројцата актери Васи Запречев, Марина Попанкова и јас, и втората награда е за најдобра странска представа. Мислам дека е подобро случување здравје. Во каква конкуренција се случуваше? Па конкуренцијата, знаете, Русија е земјата на театарот, а Америка е земјата на филмот. Да се добијат две награди, не една, туку две награди во земјата на театарот, навистина една, како да речеме, не знам дали тоа среќа или голема вистина за белешки театри, за македонски театар. Конкуренцијата беше доста голема, бидејќи јас од она што можев да го видам од квалитетот на представите, навистина, веќе малку и страх ме фаќаше дека сепак имаше и други добри представи. Господине Зафирчев, какво беше искуството да се настапува во Русија, во земјата на театарот, балетот? Многу возбудливо и многу инспиративно. Прво е важно што ова е наша долгогодишна соработка со пријателите од театарот Камерна сцена, кои што го организираат фестивалот. Станува збор за, иако мал театар кој што работи камерен репертоар од областа на руската класика и воопшто класиката. Тоа е еден од 6 најдобри театри во целата Московска област. Станува збор за едни прекрасни луѓе, наши колеги, кои што со многу ентузијазам, со многу посветеност и љубов го прават овој фестивал, кој што е посветен на руската класика. Од она што успеавме да го видиме на фестивалот, присуствуваа навистина големи театри, кои негуваат руски класичен репертоар. Интересно за мене беше што како реагираше публиката на нашата представа. Да не зборувам за тоа какви комплименти и прекрасни критички осврати добивме од тројцата членови на жирито, од кои двете дами се реномирани театарски критичари во Русија. И покрај јазичната бариера, нашата представа на македонски јазик, имаше фантастични реакции од публиката и од жирито, и тоа е она што нас многу не добра како актери. А особено возбудливо беше што на самото свечено доделување на наградите многу по-еуфорична реакција имаше публиката дека сме добиле награда, колку ние самите како уметници бевме малку збунети. И не очекувавме, не го разбираме до крај јазикот. Но во секој случај многу убави, многу инспиративно патување. Прекрасни остварени контакти со директори на театри, режисери од други театарски центри. Театарски работилници поканети сме на театарски, поканети сме во Шпанија на театарски фестивал. Во Сибир, Краснојарскиот регион. Да, значи поканети сме на. Ќе отвори тоа убави можности за други наши представи во иднина, се разбира. Наистина е многу момент. Знаете што, јас сум долго време во театарот, повеќе од 40 години. Ова што сакам да кажам, не го третирам како фалење, туку едноставно како голема вистина. После толку години, после толку поминати фестивали, што некаде не фалеле, некаде не куделе, но мислам дека како нови фестивал, што слушнав убави зборови за представата, особено за актерите, бидејќи јас сум по локација актер, мислам дека многу ретко ќе се слушне за... Не можам да го опишам тоа какво чувство беше кога едноставно како да не зборуваа за нас, како да зборуваа за некои други луѓе, а ние само седиме и ги гледаме луѓето и не можеме да веруваме дека во земјата на театарот, во земјата на Чехов, да кажат дека доаѓале многу театри од странство на тој фестивал и на други фестивали, каде што доаѓале со руски текстови, руска класика играјќи, но вика поминуваа, вика публиката знаеше да замолчи, да наведне главата, и тоа вика, а театрови представите беа навистина добри од странство што даде. Но вика, руската публика не ги прима како што мисли таа дека треба да бидат примени. Истото вика се случуваше и од страна на критиката. Има многу добри представи кои што доаѓаат од странство, има многу лоша критика која искажана на нашите фестивали. Вика ова за прв пат да
публиката да не сека да си оди од представата, значи со ракоплескање, потоа театарската критика која што представата беше во раците на можеби еден од трите и најлукавите театарски критичари, и да се слушнат тие такви реченици за една представа или за еден театар, мислам, навистина јас во 40 годишна кариера много ретко. Значи нешто, поготоа што вика Васе, дури кога ни првата награда ни доделија, втората по некој време доделува, јас седев зад Васе и Васе и Марина стануваат и одат кон сцената, Васе ми каже што чекаш? Каудите. Викам каудите. Мислам ти сликува. Не ми викаме награда да. Викам каква награда? Абе стане ми вика не прашуваме награда да и оди отидовме после разговор нека е за надала странска представа. Господине Бесирчев, дали ова искуство ве поттикнува и понатаму во репертоарот да ја зачувате руската кауза? Голема, нема ништо побаво тоа да создавате театар, да одите некаде на фестивал, да го представувате сопствениот матичен театар, сопствената земја. Тоа е, според мене, веројатно и најубавото нешто од афирмацијата и промоцијата на културата и уметноста. И најголемиот долг кон државата. И навистина е голема валоризација и голема сатисфакција и за трудот, и за посветеноста, и за постигнатиот уметнички резултат. Особено што покрај тоа што ја добивме наградата за најдобра странска представа, на нивните фестивали се доделува и награда за најдобар актерски ансамбл. Тоа е практично награда која потврдува дека тројцата актери функционирале како едно. И тоа е нешто што е голема валоризација за нас како ансамбл. И што потврдува на крајот на денот дека тоа е всушност една од посилните страни на нашата матична театарска куќа. И јас се надевам дека ние во иднина од секогаш театарот наш негувал репертоарот во областа на руската класика. Се надевам дека понатаму ќе правиме проекти кои ќе истражуваат руската класика. За русите тоа е неверојатно многу провокативно. Председателката на жирито, критичарката Ана Кузнецова, во еден момент рече дека е фасцинирана од тоа како еден друг народ со еден многу поинаков темперамент од рускиот, со една поинаква страст кон животот и кон театарот воопшто, на еден така автентичен начин го третира Чехов. И на крајот заврши со поентата дека тоа всушност потврдува колку драмското творештво на Чехов, иако напишано во рамките на руското милје, е светски универзално. И тоа всушност потврдува колку е Чехов светски провокативен автор, иако произлегува од она што ние славјаните, би рекол, го доживуваме како некаква руска анима, руска душа. Меѓутоа, фасцинирани беа од темпераментот, од жарта, од страста со која ние го третираме она кое руските актери го читаат, го толкуваат и го играат многу поинако и многу поразлично. Мислам дека сакам да се надополнам на Васе. Мислам дека исто најубавите реченици беа искажани за начинот на играта на представата, а тоа века не може да се значи од каде таква огромна енергија. Дека сат и 30 минути, ние им кажеме дека сат и 10 трае, бидејќи службено беше премиерата беше сат и 7-8 минути, им кажеме сат и 10. Значи ние 20 минути повеќе играме, тие не може да се начнат како може од почеток до крај да има огромна енергија. Јас знам дека таква енергија само Велешкиот театар поседува, јас како знам, ниедна театарска представа Велес не е помината онака. Не е поминала, не. Овој секојаш има огромна енергија кај актерите. И секојаш ние почнуваме представата со 50-60 км на сат до 320 одиме. А сите театри почнуваат од 10 до 50. Значи, ние сме некако по така. Да, тоа не е факт. Тоа е, мислам, одлика на Велешкиот театар и дај Боже, ние кога ќе нема на своја повозрастливе, мислам дека ќе има кој да не наследи и верувам дека Велешкиот театар за наредните години ќе падне во добри раци и дека понатаму Велешани ќе имаат да гледате добри актери, добри представи, добар фестивал филмски, добар театарски така. Ние кои сме секогаш фасцинирани од вашата работа, останува во името на општина Велес, во името на градоначалникот, советот, да ви честитаме на оваа престижна награда. Вие сте наши најголеми амбасадори на Велес, амбасадори на Македонија, и да ви посакаме многу успех прво на предстојниот фестивал Појдан Чернодрински и секако на меѓународен план. Ви благодарам.